Се наоѓаме во објектот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Бранко Чупески, како што најави наш соговорник ќе биде директорот Никол Чебавовски. Добро утро, веќе во студиото се зборува навистина за овој немил настан, можам да кажам, кај свињите. Африканска чума, што всушност е ова болест? Како што и повеќе пати кажуваме, тоа е опасно вирусно заболување од кое што заболуваат домашните и дивите свињи, меѓутоа не е заболување кое спаѓа во групата на зоонози, односно заболување од кое што можат да заболат и луѓето. Така да нашите граѓани навистина во однос на здравствената состојба воопшто во државата што се однесува на граѓаните се бидат сигурни и безбедни. Покрај сите оние вируси, ковиди и се што сме поминале, ова болест ова болест не е опасна по здравјето на луѓето не заболуваат, меѓутоа е катастрофална по здравјето на свињите. Како се пренесува? Па најчесто се пренесува преку директен контакт или, за жал, во последно време, она што и во светот, а и кај нас е утврдено и кое што навистина пречи, тоа е човекот како преносител на болест, односно несовесните граѓани кои што одат се движат по терен каде што е болеста појавена и после тоа влегуваат во одгледувалиштата, односно во фармите со свињи и на своите алишта, обувки, раце можат да го пренесат вирусот. И најчесто, како преносител на оваа болест, значи се јавуваат тие директни контакти меѓу животните и човекот како најопасен вектор, односно најопасен преносител во ова ситуација. Навистина, доста, како кажуваме, и загрижувачки. Меѓутоа, како може да се препознае, како се манифестира болеста? Значи, болеста се манифестира со одредена карактеристична симптоматологија кај домашните животни, односно кај свињите. Значи, тие се апатични, има слинење, после тоа се појавува висока температура, се појавуваат карактеристични пеги по површината на телото, најчесто долниот дел стомакот, бутовите, позади ушите, и животното одбива да зема храна и за жал завршува многу скоро со смрт на самото животно, и не е само што завршува со смрт на самото животно, него тоа веќе извесен период било клицоношец, односно преносител на болеста ги заразило и другите свињи во самиот објект. Не значи дека доколку во еден објект има појава на африканска чума кај свињите, дека одма сите животни наеднаш ќе... Имате инкубација која што трае? Многу кратка е, до 14 дена максимум е инкубацијата, и што е најбитно и на што навистина сточарите мора да внимаваат, тоа е примената на биосигурносните мерки. Тоа е она нивна заштита, бидејќи за жал до ден денес, иако во светот предизвикува огромни економски проблеми ова болест, до ден денес немаме ниту вакцина, ниту лек против ова болест. Тоа се зборува и во студиото, бидејќи навистина во стопанството има огромни штети, загрижени се сите. Контроли, спречување, заштита? Ние вршиме редовни контроли, значи имаме одредени мерки кои што се наложени на територијата на цела држава, значи забрането е превоз на овој вид на животни, а и сите други мора да се почитува, тоа е законска норма, без претходно да се изврши клинички преглед, без да се добие сертификат за здравствената состојба на животните, исто така од заразените подрашја забрането е изнесување на животни, осем за колење, во кланица која што е најблиско тука, забрането е нивно движење на територијата на цела држава, забранети се саеми, продажба на сточните пазари, некаде се врши одгледување на свињите на отворено, и тоа е забрането, значи доколку се најдат свињи на отворен простор, ние одма ги одземаме, и за тие свињи нема финансиска надокнада. За сите други, кои што во борба против болеста, бидејќи единствен начин е депопулацијата, за да може да се спречи ширењето на болеста, за сите други свињи, значи ние вршиме финансиско обештетување на отгледувачите. Тоа би значило и воедно и превенција, се ова што го кажате? Единствен начин на превенција, на заштита е токму ова и во оние региони каде што населението, одгледувачите навистина ги почитуваат мерките кои што се наложени од страна на агенцијата, кои се во склад со законската регулатива, со правилниците, со прирачникот за борба против африканската чума, таму немаме појава на нови случаеви. Ама за жал има и несовесни одгледувачи, несовесни граѓани, несовесни ловци,
не само одгледувачите, бидејќи еден дел од ланецот се и ловците, кои не ги почитуваат овие предложени мерки и заради тоа имаме појава во одредени региони на државата по втори или по трет пат да дојде до појава на оваа болест. И болеста, да, предизвикува економски штети кај сите, меѓутоа оние кои што, речемо, од хоби се занимаваат со свињарство и одгледуваат едно, две или три животни, прават огромен проблем на оние на кои што животна екзистенција или бизнис име одгледувањето на свињи. Контрола на терен во во самите објекти, значи објектите и во месарниците, апсолутно се врши, значи, контрола во објектите, во регионите, се врши пореден попис на свињите, се проверуваат одгледувалиштата, се врши нивна категоризација според примена на биосигурносните мерки, дали се со среден, со висок или со низок ризик, и исто така имаме редовни контроли по продавниците каде што се продава, значи, во големо продажба, односно во мала продажба, каде што се врши продажба на месото, значи дали имаат уредна документација на следливост и декларации за месото, каде е, како набавена. Исто така еве имаме во одредени региони во државата каде што има печењари, значи каде што во овој период таков од годината, каде што тие помали прасиња се носат на печење, не сме да се затекне во таков објект ниедно прасе кое што нема соодветен ветеринарен документ. Доколку го затекнеме, ние, еве јас јавно кажувам, тие ќе бидат одземени и нештетно уништени. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма и што се вклучивте токму на оваа тема.